Почитувани, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Насилството врз жените повторно во црвена линија. Вчера на денот на жената маршот во Скопје прирасна во масовен протест против ескалацијата на родовото базирано насилство и институционалната пасивност. Илјадници граѓани побараа итни реформи, оставки и суштинска заштита на жените наместо символични честитки. Повод беше и трагедијата во Тафталиџа, каде мајка и 6-годишно дете ги загубија животите по долг период на пријави за семејно насилство. Слоганот "Нема да не снема" ја испрати пораката до институциите да не дозволуваат сторителите да избегнуваат одговорноста со разноразни правни трикови. Големиот број пријави што се случија по трагедијата во Тафталиџа зборува дека Македонија се соочува со сериозна криза, но се изнаслушавме и колку системот не функционира и колку адвокатите знаат да ги заштитат сторителите и како државата е немокна. Кој да ги заштити жртвите ако не државата? Каде потврла системот и што мора да се промени за трагедиите да не се повторуваат? Ако законите не се добри, да ги смениме. Ова е тоа за што ќе дискутираме денес во Црвена линија. Верувам како и во претходното издание на Црвена линија, кое што го посветивме токму на оваа тема, имаше огромен одзив и секако вклучување. Повторно во ова издание ве охрабруваме секако да го завртите нашиот телефонски број 02307 005. На самиот почеток секако ќе потсетам задолжително да биде и намален тонот на ТВ приемникот. Ова особено го упатувам до оние кои што за прв пат ќе се вклучите во Црвена линија. Почитувани, ве замолувам да го сторите тоа веднаш, бидејќи навистина нема да може да се слушнеме добро, а и најчесто, неретко подобро да речам, се случува да немате увид дека веќе сте во програма вклучени, јавноста ги очекува вашите одговори, но поради тонот на ТВ приемникот од каде што ја следите Црвена телевизија, може да немате воопшто увид во тоа и да се исклучите. Така да избегнувајте, ќе потсетам секако и користење на интерфон, спикерфон, се што ви треба е телефонската слушалка. А исто така потсетуваме дека Црвена линија секојдневно објавува и анкети на Инстаграм. Токму од тие причини ве потсетувам, ако не сте меѓу оние кои што не следат на Инстаграм, да станете, за тоа е доволно да не заследите. Нашиот профил е Црвена линија, но заследете го и профилот на Телма телевизија. А во текот на целиот овој денешен ден, анкетата на Црвена линија гласи вака. Што е поголемиот проблем? Под А, законите или овде стои нивното спроведување. Секако потсетувам, кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор и не заборавајте дека Црвена линија додека трае можете да бидете активни во анкетата, бидејќи резултатите секогаш ги објавуваме кон крајот на секое едно издание, односно некаде таму по рекламите, резултатите се објавуваат пресметени во проценти. А ова издание на Црвена линија, пред да почнеме со дискусијата и вклучувањето во неа, секако да го погледнеме и прилогот на Нина Стефанова. Трагичниот настан минатата недела повторно ни покажа дека безбедноста и достоинството не се гарантирани за многубројни жени и девојчиња, а дека институциите, а и општеството во целина мора да обезбедат превенција и заштита рака под рака со отчетност. Со овие зборови Бен Нупнау, вршител на должност, амбасадор на делегацијата на ЕУ, го започна своето обраќање на почетокот на серијата активности фокусирани на родовата еднаквост, суровите економски и социјални проблеми со кои се соочуваат жените во Македонија. Не може да говориме за ослободување од насилство без соодветно третирање на предрасудите и отстранување на системските нееднаквости кои што влијаат врз образованието на жените, нивниот пристап до работни места, напредокот во кариерата и финансиската безбедност и балансот помеѓу приватниот и професионалниот живот, забележа Нупнау. Според Билјана Петровска-Митревска, треба да се креираат политики кои што ќе им дадат можност на жените како да се вклучат во формалната економија, затоа што социјалниот и економскиот статус се поврзани во нашата држава.
Кога жената ќе има право на еднакви придонеси, кога ќе има право да ја управува својата земјоделска фарма, својот бизнис, која што ќе има одлучувачка моќ, ние тогаш можеме да кажеме дека она е вклучена во формалната економија и е активна на пазарот на труд. Политики кои што се креираат само од социјален аспект, жената да седи дома и да зема некои средства, а друг да управува со тие средства, не можеме да кажеме дека има економски напредок. Во едно традиционално општество, како македонското, со генерации и генерации наследството се пренесувало најчесто на синовите. Дури имало ситуации кога се само ќерки тоа да заврши кај зетот, и тоа е несватливо, но и тоа полека се менува, што многу е важно и за економската независност на жените, вели професор Димитрова. Но се уште останува еден економски сегмент каде што жените се вклучени, кој не е доволно третиран, а тоа е наследувањето на семејните бизниси. Веќе десетина години има некои пионерски чекори, меѓутоа како што Македонија ја помина таа трансформација од минатиот век до сега се најранливи бизнисите во трансфер од прва кон втора генерација. Затоа е потребно да им се помогне на жените и во оваа насока со еден пристап успешно да ги наследат бизнисите, со што ќе ја пренесат пораката дека жените се подеднакво успешни во бизнис секторот и воедно ќе ја потврдат својата економска моќ. А сега, почитувани, навистина сакаме да ве слушнеме. Секако добре дојдени сте сите, активно да го споделите своето искуство, секако и одговорите на она за што денес зборуваме со вас. Подсетувам дека просторот каде што можете да бидете активни доколку не сте во можност да не добиете во живо, односно да се вклучите, секако тоа е Facebook. Од таа причина ве подсетувам, побарете на Facebook, заследите го профилот на Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Паралелно на двата профила ги објавуваме секојдневно темите за кои што говориме со вас. А еве како денес изгледаме таму. Денес прашуваме и дали протестите и јавниот притисок може да доведат до вистински промени. На наша Facebook адреса веќе пристигаат првите коментари, така да ве охрабрувам, бидете активни и на овој простор, давајте одговори, бидејќи ќе бидат вклучени и прочитани во живо меѓу вклучувањето гледачи. Ве охрабрувам секако и да го споделите своето искуство и секако да бидете што е можно во поголем број во ова денешно издание на Црвена линија. Па да започнеме. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Јас мислам дека никакви протести и никакви притисоци не можат да го сменат нашето општество во поглед на жената. Секупат тај што е послаб страда од посилниот. Значи, работата е во тоа што кој е појак победува, а кој е посилен, послаб мора да биде покорен, изгазен како мравка. Јас сум се обидувала во многу институции да го решам моето прашање. Со мојата распаднана куќа, воопшто они не ме сослушуваат. Едноставно ме изфрлат како пратал надвор, како да не постоам. Значи, јас како женски род се чувствувам понижена, згазена. Никакви протести не можат ништо да поправат. Дека е силата таму, правдина нема. Тоа е закон на природата, не само закон на општеството. Општеството тоа го презима од природата и тоа и вршат притисок врз жените во било кој смисол. И психолошки, и физички притисок, и секаков притисок. Значи, јас не можам да си искарам правдината на крај. Затоа што сум жена, болна.
Голема благодарност за споделеното со гледачите на Црвена линија. Една исто важна напомена, особено за вас кои што почитувани, верувам ке се вклучите за прв пат. Имајте на ум дека правилото за време трајање на едно јавување изнесува 90 секунди, но ако не ви се доволни, добре дојдени сте повторно и повторно да го завртите нашиот број и секако повторно да бидете вклучени за да се надополните. Не заборавајте, Фејсбукот е профилот на Црвена линија, простор каде што ги очекуваме вашите одговори. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Ве слушаме во Црвена линија сте. Протести да има секој ден, и што и да има, не можат да направат ништо, бидејќи системот на уредување кај нас е капиталистички. Кога беше социјализмот, чат имаше по некој проблем. Сега тоа ти е секојдневен проблем, дори веќе нема ден да нема некоја новина нешто. Мора да се деси нешто. Понапреди немаше касина, немаше кладилници, немаше приватизација, си беше социализам, можеше секој да се пожали или бил как, значи институциите стојат за тоа. А сега институции како институции си стојат формално вака, ама и да преземат, а они не преземат, ама и да преземат, се е џаба тоа. Значи, не може, не протести. Тој секој ден да има протести, системот е таков. И тоа ќе се трае понатаму. Значи, тука што и да се говори, не знам, најексперти да говорат секој ден, тоа се процеси што мора да бидат во капитализмот. Неизбежни се тие процеси. Не може да се зборува тоа кој што сака. Кој на која страна сака да навива. Ама тоа не е узалud, џаба не е. Само можеме вака да се говориме преку телевизија, а не можеме. Благодарам што говоревте во Црвена линија. Секако останете и продолжете понатаму да не следите. За оние кои што можеби малку подосна се вклучите во Црвена линија, да потсетиме дека повторно темата во Црвена линија е насилството врз жените. Вчера 8 мартовскиот марш во Скопје, ќе потсетиме, прерасна во масовен протест. Со слоганот "Нема да не снема", илјадници граѓани испратија порака до институциите и побара реформи и оставки. Повод е и трагедијата во Тафталиџа, а големиот број пријави што се случија веднаш по трагедијата зборува дека Македонија се соочува со сериозна криза. Но се изнаслушавме и колку системот не функционира и колку адвокатите знаат да ги заштитат сторителите и како државата е немокна. Од тука и прашуваме, според вас, почитувани, каде потврла системот? Кој да ги штити жртвите, ако не државата? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Господја Тина. Да, ве слушам. Ме да интригира ова ваша тема. Се јавувам од Битола. Керката ми е моментално во Скопје. Неколку дена живее таму во брачна заедница, меѓутоа пријавивме семејно насилство, што значи дека ова трае веќе долги 3 години. Уште од Германија кога живеа и тука дојдеам, значи ова со протестите јавниот притисок, дали може да доведе до вистински промени? Сметам дека да. Да. Веќе јавноста еднаш треба да се крени. Не само за ова прашање. Има многу прашања за кои што жената стварно треба да биде заштитена. Спомнавте дека живеа и во Германија. Дали таму се случуваше насилството? Да, потполно истото се случуваше со вклучување на полиција, со судски процеси и така натаму. Не можам да ви опишам што све доживеавме таму. Како реагираат тамошните власти? Па, лабаво. Германија не е тоа што беше. Ја извадоа ќерката, ја пратија во хотел, наместо обратно, седеше таму 3 дена и потоа и рекоа во рок од 6 месеци, ако не
Големо благодарам и драго ни е што еве за прв пат сте заинтригирани од темата и верувам дека од сега натаму навистина ќе бидете дел од црвена линија за секоја една наредна тема, но и ќе ве потсетам за да се доискажете на дополните со оглед на тоа што нашето правило е 90 секунди за едно вклучување. Ве охрабрувам што поскоро повторно да го завртите нашиот број и да се доискажете на дополните и така натаму. Голема благодарност. Почитувани, споделувајте. Денес црвена линија ве слуша, како и во секое едно издание. Па еве, дали ви се чини дека протестите и јавниот притисок може да доведат до вистински промени? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Вака сега. Јас сум исто така кој што се бори за човековите права. Мојата девиза е ако ги избркавме лоповите, ги донесовме друмските разбойници. Поточно, центрите за социјална работа, кои се најклучниот фактор кој треба да го превенираат и да заштитат жртвата од себе насилство, дали е женско или маско, не е битно, не работат. Јас бев пред некој ден во Центарот социјална работа, позади Соборна црква. Замислете ги социјалните работници на вториот кат, еве да знае јавноста и министер да го повикам, со некоја си сонја таму нивна и уште неколку таму маженца или не знам што се, не можеме да ги дефинирам, се заклучиле во просторијата и пушат цигари. Што сакате веќе од това? Што ви кажува това? Ја ќе ви кажам, каков народ таква држава. Тоа е тоа, сами си го баравме и сами ќе си ја гледаме оваа епоха. Жална, бидејќи сами си го направивме ова. А протестите дека ќе сменат нешто, нема да сменат ништо. Тоа е секундарно. Протести, ако треба нешто да се решат, треба секој ден тамо пред собрание и пред Министерството да се превенира и реши. Благодарности вам што споделивте со гледачите на црвена линија кои се вашите одговори на нашите прашања. Подсетувам, почитувани, внимавајте на тајмерот. Од тие причини го објавуваме на екранот за да можете да го координирате времето на излагање, но додека траеме, секако можете повторно да се вклучите. Бидете активни и на Facebook. Профилот Црвена линија веќе има објавено во текот на денот денешната тема. Прашањето е дали протестите и јавниот притисок може да доведат до вистински промени. Секако ќе ве потсетам да бидете активни на Инстаграм. Денешната анкета прашува што е поголемиот проблем, дали се тоа според вас почитувани законите или пак нивното спроведување. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Хајде, среќен ден. Господине, ве слушаме, повелете. Што беше прашањето? Па еве, со оглед на еномниот пораст на насилство врз жените и зголемен број на пријави, дали протестите и јавниот притисок може да доведат до вистински промени? Дали се вистински... Господине, дали најверојатно не ме слуша господинот. Ако не ме слушате, неретко причината е бидејќи не е намален тонот на ТВ приемникот. Затоа секој еден кој што ќе се вклучи во црвена линија, задолжително треба да го намали целосно тонот на телевизорот. Не користете ниту интерфон, ниту спикерфон, само телефонски. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Јас сум во програма. Да, вие сте, ве слушаме, повелете. Вака. Овие протести треба да се ги смираат протестите, да се повлечат, да се пребројат по канцелариите, кој зошто заслужува и како заслужува. Зошто? Ќе донесат поголеми тензии и ќе се промени фактичката географска состојба на менталитетот на луѓето кои ќе реагираат, кои се побројни и ќе дојде до поголеми немири. Затоа ваква тема е многу опасна тема да ја ставите на... Сакате да ми кажете дека кога говориме за насилство врз жените е исклучително опасна тема? Не врз жените, ја мислам протести те прават
се прават за се. Господине, Ама, кога застанете, за ве жени ја не молам, зборам. застанете, слушнете ме. Најверојатно не разбирате што бараме од вас. Вчера се кажете. одржа протест, се разбира. Добро. Вчера се одржа протест, ќе го вратиме и тајмерот ако треба, и ќе Ајде, потсетиме дека со слоганот нема да не снема илјадници граѓани испратија порака до институциите и побараа реформи и оставки. По повод трагедијата во Тафталиџа, господине, а и големиот број пријави што се случија веднаш по трагедијата, зборува дека Македонија се соочува со сериозна криза кога станува збор за семејно насилство и насилство врз жените. Па од тука денеска прашуваме дали протестите и јавниот притисок може да доведат до вистински промени. Ај врати го тајмерот. Ало? Еве го вратене, вратете го, ве молам, ме слушате ли сега, Ајде, повелете. ве слушам. Ајде. Вака. Никогаш ова што го збрка некој особи, што го збрка ова тенџере, дали жена ќе погине или маж ќе погине. Зошто не знам вие колку сте виделе, јас сум бил меѓу лудаци и лут ме направија и секаде бев и видов како ги троват, како ги убиват. Извинете ме вака. Не сте го виделе тоа. Не знам за која фракција се бора, дали за Турска, дали за Грчка, дали за Албанија, дали за Бугарија, не знам за Србија. Тоа е збркано тенџере во кое има... Господине, како го објаснувате енормниот пораз на насилство врз жените? Ќе има уште поголем пораз кога ќе дојдат другите војски и ќе не нападнат, тогаш сами ние ќе бегаме немотните, уште повеќе немотни ќе станеме, зашто тие со оружје ќе дојдат и ќе ни ги зимат, и бебињата ќе ни ги зимат. Извини вака... Господине, кој треба да ги задржи, да ги заштити, се извинувам, жртвите? Државата треба или не? Па, сестро, сега ви текна кога викав мобилно биро работа да им се даде на тие сите. Тие се навикнати како алигатори да убиват. Пријатно и убав ден. Добро, пријатно, благодарам за споделеното, но еве да фокусираме уште еднаш, да ве насочиме, бидејќи навистина она што загрижува, ќе потсетиме дека по повод трагедијата во Тафталиџе, веднаш поистава оваа трагедија, голем број на пријави се случија и тоа веднаш по трагедијата на семејно насилство, каде што неретко и најчесто жената е жртва. И од тука, иако Црвена линија повеќе пати сме говореле за семејното насилство и насилството врз жените, повторно зборуваме денес, бидејќи она што загрижува е стапката, односно порастот на насилство и пријави. Па, еве, кој да ги заштити жртвите ако не државата? Сметате дали дека протестите, јавниот притисок може да доведат до вистински промени? Добар ден. Добар ден. Дали сум јас? Да, вие сте, повелете, ве слушам. Господјо, таа тема пред 30 години или калимера са, пред 30 години се водеше во Грција. Се на насилство. Колку што повеќе чувате на телевизиите, толку повеќе се проведува. Толку повеќе се проведува. Дајте, видејте се, сопнете се, видејте се, каде сме, што сме. Кој ме вреѓа? Кој ме вреѓа? Дали мојата мачка ми е виновна? Дали мојата мачка ми е виновна? Оси сака да јаде. Пријатно. Благодарам. Дени е јасно од каде е вулкава агресија во гласот и нервоза, но најверојатно еве го почитуваме секој едно вклучување и секако споделување на став. И благодарност до господинот и што не следи и што активно се вклучи. Но и ве подсетуваме и укажуваме. Секоја една употреба на навредлив збор, говор на омраза, говор кој што алудира на насилство, вулгаризми, цости, секако Црвената линија веднаш ќе биде активна и ќе бидете исклучени. А јас верувам дека ние ни сите сезони и покажавме и докажавме дека токму граѓаните како гледачи и активни учесници во Црвена линија најчесто се држат до нивото, до културата и она што сакаме
да ве слушнеме како граѓани кои што го живеат ова секојдневие, дали сметате дека можеби протестите и јавниот притисок може да доведат до вистински промени кога зборуваме за семејното насилство и особено насилството врз жените. Каде потврла системот, тоа е и она што ве прашуваме. Кој да ги штити жртвите, ако не државата? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Благодарам. Вака, јас мислам нема ова да се реши. Зошто? Затоа што не сме совесни и свесни. Прво власта, а после и ние како граѓани. Затоа што утринава една гледачка која се промовира дека е личност образована, упатена многу, вака рече: тие вчера што протестира одинат кон владата, наместо кон овие што ги угнетуваат жените, како да ги речам, виновниците. Значи, ние сега треба да одиме и да ги апсиме, ние што протестираме и што го заземаме тој став, треба да одиме да ги апсиме виновниците и да ги оставиме на площад и да протестираме против нив. Ете така граѓаните овде сваќаат и ја поддржуваат владата. А владата, институциите се на владата. Кога така некој размислува што очекуваме ние? Тоа што се случуваше досега ќе се случува и во иднина, ама да живее владата. Јас верувам во владата, владата добро работи. И што сакаме, кој ќе не заштити? Не само жените и децата и мажите, и општо цела држава. Значи виновниците се на власт и треба да ги нив да ги поддржуваме. Од кого да бараме заштита? Кога викаат дека владата не е виновна. Значи јас и вие сме виновни. Не разборам за оваа влада, општо владите. Еве, да не биде само ова. Значи, ние овде немаме свест и совест. Што е добро, што е лошо. Нека си поддржуваат и... Благодарам многу за споделеното. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. Но и во продолжение, секако ве подсетувам редовно да кликате на tilman.com.mk за да бидете редовно, ефикасно и квалитетно информирани. Што се однесува до темата за која што зборуваме денес со вас, еве на кои наслови посочувам да го задржите вниманието. Министерството за внатрешни работи пријавува дека за 2 недели во Македонија пријавени се 39 случаи на семејно насилство. Анормно зголемен број на пријави и каде ја гледате причината за тоа? Дали можеби протестите и јавниот притисок може да доведат до вистински промени? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете, во црвена линија сте. Јас имам едно прашање до вас за темава што е за семејно насилство. Јас имам внук со скината нога, со прсти скинати, од татко му и од брат му има семејно насилство. Тој живее кај мене, кај да се обратам, ојдовме за пензија, инвалидска, за сите тие работи, никој не ми отворат врата. Добро, немате никаков одговор од институциите? Никакви одговори. Имаме и од Скопје во болници, имаме и од Костолобна, имаме сите документи. Никаков документ, бевме ние да бараме за инвалидска пензија. Не му се следвало. Напоменавте дека повредите се резултат на насилство во семејството, така? Не. Тој се не е за семејно насилство. Извинете, вака сега што ви кажам. Го бркај се од дома дека е инвалид. Го бркај. Добро, во однос на насилство, семејното насилство и насилство врз жените, сметате ли дека протестите и јавниот притисок може да доведат до вистински промени? Можете, ма мајка не има, татко имат. И кај да ојд, кај мене, кај тетка му. Јас сум му тетка.
Драго ни е што се вклучивте во Црвена линија. Благодарам и што своето лично искуство го споделивте со гледачите, но секако почитувани имам и една навистина молба до сите вас, оглед на тоа што не следат граѓаните во моментот, ја следат Црвена линија, ве молам да се држиме до темата, бидејќи еве повторно како резултат на огромниот интерес Црвена линија повторно го постави насилството како централен фокус за кое што говориме со вас. Она што загрижува е дека за 2 недели по инцидентот во Тафталиџе, поточно по несреќата, кобната несреќа која што се случи во Тафталиџе, како резултат на долгогодишно семејно насилство, еве за 2 недели посетуваме дека во Македонија се пријавени 39 случаи на семејно насилство. Па еве според вас, кој да ги заштити жртвите, ако не државата? Дали сметате дека токму преку протести и јавниот притисок може сушност да се случат и вистински промени? Добар ден. Добар ден. Дали сум на линија? Да, повелете, ве слушаме. Вака, прво ово што го прочитате дека за 2 недели 39 насилства, тоа е веќе алармантно и некој треба да си ја земе работата во своји раце. Меѓутоа, ајде вака ги правата вистина да ја кажеме. Во светот протестите 90% ги се решаваат со самото протестирање. И на крај државата сака или неќе мора да донесе позитивен закон или барем на ниво да нема продолжување на насилството или било кое несакано действие. Меѓутоа, една си има друг проблем. Самата држава си има своји луѓе, своји штрајкбрекери, кои што го попречуваат штрајкот да не успее, штрајкот да биде маргинализиран и штрајкот да нема никаква важност и да нема никаква улога. Тоа е најголемиот проблем во нашава држава. Еве ќе го кажам само еден стар пример, кога господинот Ставрич беше председател на синдикатот на здравство, тогашната влада на Груевски одредно најде луѓе штрајкбрекери да го попречат штрајкот на здравствените работници и здравствените работници не успеа да го добијат тоа што сака. И тогаш господинот Ставрич рече еве ви го председателството и си отиде во приватен сектор и таму човекот ценет, поштоен се. Затоа ние не можеме да успееме, бидејќи нашите луѓе. Ке подсетам, внимавајте секако на тајмерот и времето за излагање, 90 секунди се предвидени. Почнуваме со она што пристига на нашата адреса на Facebook, профилот на Црвена линија. Заследете не, заследете Ателма телевизија на Facebook и секако давајте одговори и како коментари. Па да почнеме и со коментарот, односно одговорот на господинот Маријан Андовски. Еве што напиша. По немилата случка во Скопје, сведоци сме на бран реакции, критики и обвинувања кон институциите од лица кои не се соочуваат со оваа проблематика. Тренд што за жал предизвикува фрустрација и болка кон блиските членови на фамилиите. Сите гласно прашуваат кој е виновен, но малкумина се запраша колку на вистина институциите вложиле. Што се било превземено и со какви ресурси располагале. Уште помалку имаше такви што навреме се вклучиле, пријавиле или понудиле помош пред да дојде до трагедија. Во Велес веќе постои мултисекторска соработка и секој што сака е добре дојден да придонесе. Но најважно е тоа да се прави навреме, пред да се случи трагедија. Кога нешто веќе ќе се случи, не можеме едноставно да ги обвинуваме институциите. Барем во Велес, а верувам и во другите градови, човечкиот фактор вложува надчовечки напори со многу ограничени ресурси. Луѓето што работат во институциите често даваат повеќе од максимум за да помогнат. Секако секогаш има простор за подобрување, но решението е во заедничка одговорност, навремено пријавување и активно вклучување на сите, не во меѓусебно обвинување по настанот. Само со соработка и превенција можеме вистински да направиме разлика. Благодарност до Маријан Андоновски, ако не следи во моментот, секако продолжате и пишувате коментари. Добар ден!
Секако ќе дадеме простор и време, подсетувам, намалувајте го тонот на телевизорот, веднаш кога ќе ве превземат од режија. Ако не го сторите тоа, нема да имате воопшто увид дека сте веќе вклучени и треба да проговорите во живо во црвена линија. Ајде да се обидеме уште еднаш. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Се надевам не е блокирана линијата, но ајде да го искористиме времето. Секако за вас кои што подоцна не гледате, да бидете активни на Инстаграм, се уште во тек е денешната анкета на црвена линија. Прашањето е што е поголемиот проблем? Под А, законите или пак секако нивното спроведување. Добар ден. Добро, еве ќе почекаме секако оние кои што со нетрпение очекуваат да ги вклучиме. Гледачите во живо имаат предност. А ние ве подсетуваме, денес конкретно ве прашуваме дали ви се чини дека протестите и јавниот притисок може да доведат до вистински промени. Добар ден. Ало, добар ден. Намалете го веднаш тонот на телевизорот, ве молам. Веднаш го намалуваме. Оти не бе кај него, бе во друга соба и затоа така бучи. Така, Ама добро. го намаливме. Одлично, ве слушаме, повелете. Добро, чим веќе се воспостави контакт, започнеме со мавање, што вика, со шлакање по овие што заслужуваат мавање. Дали процеси јавниот притисок можат да доведат до вистински промени? Кајна додека постојат овие 2, 3, 4 партии, нема да има промени. Македонија ќе пропаѓа, народот ќе џине, ќе го снемува и кога ќе го снема народот, тоа ќе се освестат нашите владетели дека грешеле. А тие наши владетели беа во овие 35 години се деца. Само првата тајфа од власт и парламент беа така можеби позрели, повозрасни, помудри, по-човечки подковани. Иначе ова сега е се шлам, невиден, расипан така поредок, кој што од деца ги правиме цареви од деца цареви. Господине, еве според вас лично на што се должи овој пораст на насилство врз жените? Што на што се должи? Порастот на насилство врз жените. Па тоа се должи на нечовечки владење од страна на владетелите со државата. Ако има човечко владење и ако има правилни постапки према оние што грешат, нема да има такво насилство. Благодарам за одговорите и учеството во црвена линија. Останете и понатаму да не следите. Добар ден. Дали се слушаме? Ева, во меѓувреме уште еднаш ќе ве посетам анкетата, бидете активни, секако некаде конкрет ќе ги објавиме резултатите. Прашуваме што е според вас поголемиот проблем. Дали е тоа под А законите или пак нивното спроведување. Имаме ли успешна конекција? Добар ден. Добро, најверојатно има некакво блокирање, нешто се случува, но она што секако треба да продолжиме е одговорите кои што пристигаат на нашата Facebook адреса. Па отука, еве и ќе прочитаме што всушност напиша и Ајет Меди Амети на прашањето дали протестите и јавниот притисок може да доведат до вистински промени. Ајет Меди Амети напиша: ниту законот не е како што треба, ниту се спроведува доследно. Благодарност до Ајет Меди, а ние да ве слушнеме сега во живо. Добар ден. Здраво. Ало, здраво. Еве, според вас, на што се должи овој пораст на пријави за насилство врз жените, семејно насилство? Па види се, не знам, не водам евиденција околу тоа, колку како врши насилие, али ако викате дека статистиката каже дека има зголемување на насилието врз жените... Па еве, за 2 недели се пријавени 39 случаи на семејно насилство. Зошто е според вас тоа така? Па, не знам што да кажам ја, тоа се, знаеш, психологија е тоа кај луѓето, не можеш да кажеш ова, доволно е нешто
што викаат народски да му збоктисало нешто на тојга или на таа, па да бидне белјата да се направи. Тука не можеме ништо да тврдиме. Инаку фактори има еден куп социјални, да речеме според мене. Што пример сега се очекува раст на горивата, да речеме, и автоматски ти прави нервоза, затоа што тој раст на горивата нема само да се одрази на тоа што ти нема да можеш колата да ставиш поевтино гориво, него ќе треба и у камионон што ти дотура лепта, фургоните таму, или тие за месо дотури, или за сувомесни, било што возоно дека да вози, сето тоа ќе мора сега со поскапо гориво да се движи, а тоа повлекува инфлација. А таа инфлација повлекува пат на стандардот, раст на цените и нормална работа. Кај сега некој навикнал некако се прилагодил на некоја пара да живее мала, сега најнаш е девалвиран и почнува агресивен да станува и можно и тие работи да бидат. Благодарам за одговорите и еве уште ова да прочитаме. Роза Темилковска вели: јас мислам дека кај нас никогаш нема да се смени затоа што се уште мажот е главен во семејството, а жената е починета ако е слаба со финанси. Даниел Петковски напишал: притисокот од јавност и од медиумите може да донесе целосно решение на некој проблем и така треба да се притиска се колку може се повеќе. Одиме со реклами. Почитувани, останува да ви се заблагодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Потсетуваме дека резултатите ќе бидат објавени на Инстаграм стори на Црвена линија и секако заследете на Инстаграм, на Фейсбук, информирајте се на telma.com.mk, а не утре се гледаме и секако слушаме на нова тема и нова дискусија. Довидување.